скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Татко наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја. Те сакам, Господе Исусе Христе. Да биде волјата Твоја, Негова волја. Каде да биде? Па во Твојот живот и во Твоето срце и во Твојот ум, да не бидеш, како би рекле, човечки ум, извитоперен ум. Знаете, човечки ум во кој ти решаваш што ќе правиш, а тоа не те прави христијанин. Лебот наш насушен дај ни го и денес. И простини ги долговите наши. Простини ги како што и ние им ги простуваме. И тоа простување, и тоа неговата волја, и тоа никого да не осудиш. Па да се покаеш, зошто да се покајам? Па луѓето се горди, неќе да се покае. Почетната позиција на исцелувањето на луѓето треба да разберат дека се има причина и последица. Светот е создаден по една ритмичка структура на добро и зло, темнина и светлина, љубов и омраза. Тоа што правиш ти се прави. Веќе ви кажам примери на ситно учење. Овде имам посадено малини во дворот. Знаете, и одеднаш гледам сите врвови на малините се искршени. Те вади од тактоа и тука едно буре ми фали, ми недостасува со вода. И потоа ти те фаќа, знаеш, да вратиш и се молиш на од тој начин, татко, помогни ми да го решам овој проблем. Ова е твој имот и така натаму. И ти текнува дека тука од еден двор во патот, на работ на патот, значи практично куќата, влезот во куќата директно од патчето што е планинско, ружа има. И дека си скинал 3 латки, ти со твојот помошник овде, што ми помага, мојот мајстор Агим, и си ги посадил во твојот двор, и потоа гледаш дека некој тебе ти ги скинал. Знаете, не пожелува ништо што е туѓо. Во исто време, доле во локалната црква, каде што имам пријатели, нели, христијанинот треба да ги љуби сите, без разлика дали имам исто мислење, но нема да дозволи тие да го одлечат од Исус. Ми вели, го прашувам како се садат ружи, оно трендафили, тој ми вели, по билна аптека појди, секакви бои има, само напрскаш, семе ставиш на пролет. И видите, земаш нешто и тебе ти се зема. И сега бурето, се чудам зашто, па ти сеќавам дека некогаш земаш нешто што не е твое, мислиш дека е фрлено. Не е добро тоа. И веднаш ти се прави тебе. Ти веќе кога си влегол во Исус и кога размислуваш, наситно ќе ти покаже. И сега се сетјам и се покајувам. Ја веднаш се покајувам, прости ми, татко. Тоа несовршено со на што апостол Павле го вели, злото што е во мене не ми дозволува да правам добро, сакам да правам. Тоа е тоа што треба да застанеш. Да застанеш и да ја бараш таа помош. Исус е пред мене, Исус да биде пред мене, зад мене, околу мене, во мене. Тој да решава и да води. Мораш да го имаш тој филтер, што зборуваш, како постапуваш, како се однесуваш кон непријателот. Знаете, ти се молиш за него, но не му дозволуваш да ти се качи на глава, да те свлечка. И ние имаме безброј примери на блиски роднини. Непријателот на човека се неговите домашни, тоа се и демоните и роднините. Го влече од заедницата, го извлекува, ќе го уцени, ќе ти ги земам децата, или ќе те оставам, или ќе ти избркам од дома. И секогаш нашите губат, и го имаме ние тој момент, затоа што немаш доволно вера дека синовите сатански се полукави и поснаодливи. Имаме тоа, најдете ги тие стихови.
Зошто ти не речеш, не, нема да ме одречеш, марш ти, останувам во Исус, да си одиш ти. Зошто не застанеш со Исус така? Исус ти дава сила. Што значи? Што значи да се исцелам? Да се исцелам. Сите сакаат да бидат здрави, исцелители колку сакаш. Еве сега коментиравме еден исцелител. Исцелува таму, знаете. Ја Исус вели, не полагај раце пред време. Зошто рекламираш исцелување? Ти треба да го објавуваш Исус и да го шириш Евангелието, не да исцелуваш. Да оздравам, здрав, здравие. Видете зборот здравие, ако бидете здрав е. Заздрави, оздрави и се исцели. Сите сакате да бидете здрави и да уживате, но ние мора да признаеме додека не си бил притиснат од сатаната, а духовно си буден и се бие битка за твојата душа. За тебе се бие битка, дали ќе одиш со сатаната доле низ огнено езеро и повторно во ново создавање, ново небо и нова земја. Како ќе го нарекуваш пекол, геената, нели? Адот. Или ќе одиш со Исус. Битно е, се бие таа битка. Татко зборува и денеска низ мене, нека секој твој збор ги допре сите оние кои се жедни. Во името на Господ Исус Христос ги изгонувам сите демони сатански што се противат на Исусовото слово, да излезат од сите луѓе кои ќе речат амин, 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 за да можете да го разберете ова живо слово. Целув и исцелив. Целувка, ние знаеме дека е бакнеш. Свет целив, со тоа не поздравува. Бе поздравува со свет целив апостол Павле, но тоа не е апостол Павле. И не оздравува. Тој е духот кој зборува низ апостол Павле и бакнеш. Павле беше претходно на другата страна за многу кратко време, како падна од конјот, од својот извитоперен сатански човечки како би се рекло, дуоволос, двоволие, дјаволос, двоволос, или тројазичници, сатаната зборува низ тебе и ти што сакаш, и сатаната, и третиот јазик. Ние зборуваме за Исус да зборува и бакнеш, свет целив, љубов, Исус да зборува. Не ти да зборуваш, он да ги врши делата. Во Исус, дали го љубиш Исус? Чекај се полека. Колку си напово зрно. Со умот го љубиш, културно, да, Исус пала ми, се молам, јас си се молам. Он си се моли, она си се моли, а во пораз и во болки и болести, па ние да се молиме ако може. Па не може така, ние треба да ги донесеме до Исус. И тој вика, донесете го кај мене, роде безверен. Тој е слеп и немдум, тој што не смее да зборува за Исус, што не смее да сведочи за Исус, што не слуша за Исус, што не е послушен на Исус. Значи, дали го љубиш културно така, Исус си го љубиш, да, одиш од црква еднаш годишно. Христос воскресе, вистина воскресе, вистина се роди, Да, но дали е жив во твоето срце, дали му даде се, дали ја промени собственост или си тераш со твојот извитоперен Дали го љубиш со сето срце и душа? И сега одиме цитат. Ти 3.15, поздрави ги оние. Духот ви го вели тие кои не милуваат. Тие ги поздравуваш, ги оздравуваш. Кои не љубат, оздрави ги оние. Кои не љубат по вера, ти 3.15. Тоа е порака. Тие се осцелуваат. Ние имаме ситуации, имавме две сведоштва, Љубиша, едно наше момче од сотрудниците кои слушаат со срцето. Елена, брго доби исцелува. Имаме и други, треба да ги снимиме. Треба да се осмениш, да го истераш тој нем и глувонем дух, што не ти дозволува да зборуваш за Исус. Поздрави ги и оздрави ги. Тие што не милуваат со срце. По вера, љубов во вера, во дух. Тоа е љубовта која не сопира. Љубовта е духовна категорија, можеш да ја допреш, да тој што го љубиш можеш. Но базисто тоа е чувство овде на земјата, а нашиот татко е љубов, тоа е природа. Еве уште забакнувањето и исцелувањето во духот. Поздравете ги сите браќа со свет целив. 1 Солуњаните 5.26. Ние мора да ги љубиме луѓето. Ама тешко е тоа, знам, но за Господ се е можно. Па кај е Господ? Па Господ ако е таму немаш, но ако е овде во моето срце, имам сила. Татко, дај ми сила да го љубам овој човек. Малку ќе се штом почне аларма, тан, ало Исусе на помош, Светиот Дух, каде сте, помош. Помогни ми да го љубам овој човек и се молиш за непријателот. Му носиш вечер, извелете вечера, што сакате.
нарачка. Но не му дозволуваш да те оттргне од Исус. Ако продолжи да прави, ти му велиш, тебе Господ ќе те урне зиду варосан. Или крвта ваша на главите ваши, или Исус да те укори, или беге од мене Сатана во името Исусово, или прости им, татко, не знаат што прават, или јас го припаѓам на Исус Христос, беге од мене, ќе си имаш проблеми. Обрнете внимание, поздрави ги сите браќа и оздрави. Целив, исцелив. Целив во дух, љубов во Исус, заљубеност во Исус. Кога ти ќе се допреш до Него, ние го имаме, ти се исцелуваш. Да се допреш, да се фатиш, да се врзеш, стегнеш со појасот на вистината. Да се исцелиш, значи да се соединиш со Исус во духовен човек. Во духот исцелител, да се соединиш. А не таму да пееш некои песнички, да си правиш не знам што. Извршуваш телесни обреди кои немаат врска. Еве стих, телесни обреди. Телесно мислиш дека во вода кога ќе влезеш или ќе ти ја отсечат косата на младина, некој друг ќе се застапи за тебе. А тој вели доведете го кај мене, ти го носиш, но го представуваш. Потоа ти треба да ги исчекориш тие чекори, да му предадеш се, да му ги предадеш клучевите на твоето срце. Оние кои загинуваат, пазете 2 Солуњаните 2:10, затоа што не ја примаат, не ја примиле љубовта на вистината. Вистинската љубов, Исус, да се спасат, да би се спасиле. Тие загинуваат, не го примаш Исус, каде да го примам? Па во срцето, ама немам место, тесно срце, тврдохорно срце, па дај му ги клучевите, дај му го срцето. Блажени се, чистите по срце, мораш да го исчистиш срцето, зашто тие ќе го видат Исуса, да би се спасиле. 2 Солуњаните 2:10, друг препев вели, одат по патот кој води во пропаст, зашто одбија да ја заљубат, да ја засакаат вистината и така да се спасат, да го засакаат Исус, да го заљубиш, да го познаеш. Уште ли не си ме познал? Сотруднику, брате, некои луѓе знаат дека не зборувам јас, Духот зборува, јас сум само сад. Јас сум кал земја, но мојот татко е семокниот Бог, а мојот Господ Исус Христос и со него можам да направам се и тоа сега го правам за слава Исусова. Исус. Значи да ја заљубат вистината. Затоа гинат, одбива. Да го љубиш Исус со сето срце, душа, ум, со се што имаш, а ти ништо немаш, ти си создание. Не само со умот, над се, пред се да го љубиш. Дали го љубиш Исус над се? Над се. Посреди се. Затоа не може, како може тебе член на семејство да те оттргне од Исус? Оттргне го ти, речемо, нема, јас останувам со Исус. Па потоа, кога ќе останеш ти со Исус, кога ќе останеш во неговата љубов, кога ќе се фатиш за него и не се допираш, ти постои можност да донесеш тој член од семејството. Вака сите ќе пропаднете. Дали си влюбен во Исуса Христа? Не е тоа телесна љубов. Тоа е младоженесот. Ние сме невестата, твојата душа е невестата. Тоа е духовна љубов, а таа љубов не е природа како овде на земјата. Денес те сакам, утре не те сакам, не ми се допаѓаш. Па заутре можеби ќе те сакам, утре у 5 сатот за бајле. Пази сега. Тоа е природа. Мојот татко е љубов. Таа љубов не престанува. Отецот небесен, таткото е љубов. И таа е вечноста. Љубовта е вечноста. Другото е се подложно на промени, иако може да поминат милениуми. Вечности, како што ги вика мали вечности, се додека не кажете. Те сакам, Господи Исусе Христе, поинаку е препева. А сам Господ наш Исус Христос и Бог и Отец наш кој не возлюби и преку благодатта своја ни даде вечна утеха и добра надеж. 2 Солуњаните 2:16. Вечна утеха, вечна љубов. Друг препев, а сега нашиот Господ и Бог Таткото, кој не сака, кој не љуби и ни даде трајна утеха и прекрасна надеж. Те сакам, Господи Исусе Христе, со својата благонаклоност спрема нас. Он го даде својот син Исус. Плати за нас. Но ти треба да прифатиш, да ја промениш сопственоста, да не си автокефален, како што викаат они. Да си Христокефален. Глава на црквата Исус, глава на Исус е Отецот, глава
на црквата, на заедницата е Христов сотрудник, поставен од него. Мажот. Затоа таа нема имала мажија, нема деца. Не можеш да родиш никого кога си со телесен маж. Пазете сега. Исусе, те молам да им го отвориш умот да ги разбираат овие слова и срцето. Значи, односот е љубов. Љубов. Да се препуштиш, промениш во љубовта. Да ги возљубиш и ти нив и Отецот и Господ Исус Христос. Вистински во дух и вистина, не само телесно, со сето срце, со сиот ум, со сета душа, со сета сила која тој ти ја дава, зашто ти чука срцето и викаш Исусе, 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 Исусе. Да ги возљубиш вистински во дух и вистина, не само телесно, да сакаш да се соединиш со нив, да бидеш едно тело, да се сродиш, да се ородиш со нив, да бидете роднини, сонаследници, синови и керки Божии. Едно тело и еден дух. Вистински е тоа кога некого го сакаш. Не делиш ништо, се е заедничко и тогаш се мое е твое, ти имаш се. И ти имаш се. И ќе те учи на ситно. Ќе земеш нешто, па ќе ти земат нешто. Ќе осудиш по тебе, ќе те боли. Додека не научиш дека треба да се молиш за непријателите своји, да ги благословуваш оние што те колнат. Еве стихови пред светот, пред светиот целив на исцелувањето. Свет целив, соединување, трајно, вечно. Од падната природа, не љубовна во љубовна, зашто Бог толку го возљуби овој свет, паднат, што го даде својот единороден син. Па затоа што се тоа негови деца кои отпаднале, да секој што верува, се доверува во него. Значи, кога го љубиш, му веруваш, му се доверуваш, имаш доверба, секој кој верува да не загине, но да имаш живот вечен, Јован 3:16. Вечниот живот и вечната љубов се во него само. Затоа нема друга порта, само преку Исус. А луѓето сакаат овде да продолжат на земјата. На земјата сето тоа ќе помене низ оган. Гледаме што се случува денеска. Евреи кои не се евреи, сатанска синагога, војна во Израел. Израеле, бегајте во планините. Се убиваат деца. Каде е тука Исус и љубовта на Отецот? Па тие го распнаа, не го признаваат. Тие другите велат Бог нема син. И нивниот израз е нељубов, омраз е убиство. Он не љуби таткото. Тоа е љубов вечна. Да веруваш, значи, во Исус, значи да го љубиш. Да љубиш, да бидеш возљубен, едно тело, еден дух со него, тоа го повторуваш, но не го разбираш што е тоа дух. Многу заедници немаат дух, не разбираат, со умот се обидуваат. Без разлика и големите деноминации, и тие поделените постбогомилско-македонскиот црковни заедници, зашто по Богомилот цело Богомила, со Библијата и со крстот и со стоповите, тргнаа по Европа, овде требаше сите да ги потепаат. Кој? Па тие од сатанската синагога. Вашите денешни гробници, мртви заедници, еден рече сотерник од една таква, па вие сте жива црква. Да, тој го гледа тоа. Зошто? Зашто Исус живее. Има состојби, има песни, има молитви, исцелувања, дела со таткото Исус е еден дух. Еве друг препев, зашто Бог толку ги засака луѓето. Тој сака сите да се спасат од овој свет паднат, што го даде својот единороден син, за да не загине ниту еден што верува во него. Тоа нема одредница. Што ќе поверува и верува, туку да има вечен живот 3:16. Те сакам, Господ Исус Христос, не љуби, милоста негова е вечна, се вели во еден псалм. Он вечно не се лути во друг псалм. Љубовта е вечна, ги засака луѓето, ги љуби луѓето. Тоа се неговите деца паднати на земјата. Сите сме деца на небесниот татко. И верувам во него, ти го љубам и ме љуби. Во свет целив, се исцелив и се соединив со него. И ова што го зборувам не е од мене, туку е од него. Сите што имаат отворено срце да речат, татко, прости ми, погрешив пред тебе и пред него. То допрете се до срцето, ти го предавам срцево. Се покајувам за секој грев. Се покајувам за гревовите на моите предци, им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам твојата волја во мојот живот. Покажи ми што е твојата волја.
Светиот Дух, пазете го овој стих, раѓа, Јован 3:6. Светиот Дух раѓа нов духовен живот. Пишете љубовен живот од небото, Јован 3:6. Светиот Дух треба да те роди. Значи од телесниот човек да го потиснеш. Духот да му управува на телото, Духот ќе му заповеда на исцелување на телото. Но само тој не гледа на лице. Ако срцето ти е право пред Исус, ако срцето ти е право, ако веруваш од срце дали веруваш или имаш некои пресметки, камати. Другиот препев вели, ако ми направиш Господи и јас тоа. Роденото од Дух е Дух. Разбирате или не? Роденото од тело е тело. Не може телесен човек да го разбере духовното. Духот Отецот е Господ, создател на духовите, татко на духовите, Дух Свети е љубов и ти се раѓаш повторно, одново роден во таа љубов. Водата не те раѓа. Треба да имаш водна бања во Словото, внатрешно чистење на твоето срце. Тоа е таа вечна таткова љубов, ако му дозволиш да живее во твоето срце, ако се откажеш од себе си и ако ја промениш сопственоста. Значи, последната степен, кога некој те напаѓа, се заканува дека ќе те уби. Имам еден сосед, например, кој зависник е од заради некои пари за влезот, за тоа и под дејство на алкохол, ќе убија мојата сопруга. Јас му реков, таа му припаѓа на Исус Христос. Бегај од мене, Сатано. Ќе си имаш проблеми, немој да правиш така. И ти имаш жена, деца, внуци. Телесните луѓе немаат дух. Јуда 1:19. Немаат дух, немаат доволно љубов. Имаат вдах на дух да биде живот и тоа се троши. Затоа што имаш време на милост да повикаш кон Исус. Друг препев вели, живеат по инстинкт како животни, зашто во нив го нема Божиот дух 1:19. Живеат како животни. Телесниот човек на исто ниво како животните. Пишаме во Стариот Завет, ја немаат Исусовата сила, љубов и ништо не се без таа љубов. Без тој свет целив во Исуса Христа и Отецот. Значи, зборуваме за препуштање, ако љубов немам, ништо не сум, и преплавување на татковата вечна љубов. Преплава во секое срце, да те преплави љубовта Исусова. Да имаш водна бања во Словото. Духовна, жива вода. Останете под закрилата на Божијата љубов. Јуда 1:21. Друг препев вели, запазете се во љубовта Божја, очекувајќи милост од Господ Исус Христос. 1:21 Јуда. Тој е друг Јуда, друг препев. Те сакам, Господи, исцелете се во таа љубов. Исцелете се во таа љубов. Ете, тоа е тоа. Да се фатиш за Исуса. Свет целив, исцелив. Те љубам, Господи Исусе Христе. Те сакам, Исусе. Брати и пријатели, имаш некои проблеми, се случува, гледаш дека овој свет е кинисан, дека се крајни времења. Толку омраза, лага, крадење и лажење. Во Македонија посебно се случува. Тоа е вистинска армагедонска битка. Тоа е времето кога Христос доаѓа во секое срце. Каде што ќе го видиме на облаците. Од почетокот до крајот, првиот и последниот, алфа и омега. Се е од него и за него создадено и се преку него се држи. Ќе ги разнеше и темелите на земјата. Те молиме, Господи Исусе Христе, да ги скратиш тие дни, да дојдеш во Македонија, да ни помогнеш и насекаде. Ти предавам се што имам во тело, душа, ум, се што имам овој имот е Твој. Ова е Твој дом. Заедницата, двете заедници, сите заедници. Оставам се во Твоите раце. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус, во секого Исус од земјата до небесата. Исус победува. И јас сум со него и победувам. Зашто љубовта негова ме крепи, како рече, останувам под закрилата на неговата љубов. Јуда 1:21. Остани и ти, брате и пријателе. За секогаш Исус. Амин. До Божјо царство небесно. Ах, колку си ме возљубил, татко мој. Те љубам, Господи Исусе Христе. Сакам да бидам таа љубов која никогаш не престанува. Амин.
скоро. Дојди, мили Исусе, во моево срце. Дојди, мили Исусе, во моево срце. И еве ке дојдам скоро, и со мене отплата. Секому ке дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ке дадам според делата.